Почитувани гледачи, добре дојдовте во новото издание на Урбаните вести, кои ги започнуваме со веста дека во рамки на Скопско лето вечерва во Кинотека на Македонија започнува кинотечно Скопско летно кино со проекција на македонскиот филм Соба за пијано на режисерот Игор Иванов Изи. Во наредните денови секоја вечер од 21 часот ќе биде прикажуван филм од светската кинематографија. Еве што уште ќе гледате во вестите. Од денеска и официјално е отворен за користење првиот скејт парк во Скопје и во Република Македонија. Нема веќе заборавени документи по фиоките во администрацијата. Договорени тарифите за пуштање музика во хотелите и угостителските објекти. Ѓорѓе Војновиќ, нов претседател на управниот одбор на Винер Лајф осигурување. На кеот на реката Вардар денеска и официјално беше отворен новиот скејт парк. Љубителите на акробациите и екстремното возење на велосипеди, ролери и скироли од денеска ќе имаат каде да се рекреираат и забавуваат. Проектот изнесува 200.000 евра и е финансиран од буџетот на град Скопје. Томислав Атанасовски. Денеска на кеот на реката Вардар кај градскиот парк во Скопје официјално беше отворен првиот скејт парк во Македонија. Љубителите на акробациите, екстремното возење на велосипеди, ролери и скироли конечно ги дочекаа градските власти официјално да го отворат скејт паркот позади владината зграда на кеот на Вардар. Скејт паркот е по сите европски стандарди кои се потребни за овој вид градби. Материјалите од кои се направени елементите се водоотпорни и тоа ќе овозможи поголема нивна трајност. Градот Скопје издвои 5 милиони денари за изработка на скејт паркот. Пред околу 2 години, некаде во 2012 година на Ден на идеи, пристигна една личност која што даде идеја за изградба на еден ваков скејт парк и образложи зошто е сето тоа потребно, дека доста луѓе го користат и дека во Македонија нема соодветен согласно стандарди и димензии кои што се меѓународно утврдени ваков скејт парк. Се обратив до градоначалникот Коце Трајановски, до Агенцијата за спорт и млади и еве го. Проектот е реализиран, денеска е официјалното отворање на задоволство на многу лица кои што ќе го користат ова и кои што ќе уживаат во оваа забава. Вакви скејт паркови се предвидени во програмата на владата да се направат и во програмата на Агенцијата за млади и спорт, и во Охрид, и во Битола, доколку имаме можности, можеби и на друго место. Денеска и официјално го пуштивме употреба скејт паркот во градот Скопје. Овој скејт парк е првиот кој се прави во Република Македонија и го прави градот Скопје. Финансиран е целосно од буџетот на градот Скопје, направен е по сите европски стандарди за правење на вакви скејт паркови, значи по ЕН стандардите. Должината, димензиите на овој скејт парк се 15 метри во ширина и 50 метри во должина. Во тој простор има 9 справи и ограда исто така со ограда која што е на една задоволителна висина. Исто така имаме улично осветување кое што овозможува и во нотните и часови да се користи овој скејт парк. Задоволството кај младите е огромно, за оние кои што сакаат малку адреналински спортови. Значи секоја вечер пред пуштањето веќе овде полно е ова место. Овој скејт парк е правен заедно со луѓето и професионалните луѓе кои што веќе користат скејт паркови, кои што живеат со овие скејт паркови, така да нивните сознанија, нивните контакти и нивната умешност во сето ова ни допринесува да овој скејт парк биде направен и на нивното задоволство за оние кои што ќе го користат. Со ова ќе се овозможи на младите од Скопје и од Република Македонија да што повеќе вежбаат, се усовршуваат и се разонодуваат и прават разонода на овие паркови за да може понатака да учествуваат и на надпреварите надвор од Република Македонија. Скејт паркот е наменат за ролерџи, скејтбордери и BMX байкери и ќе овозможи добра забава и рекреација за љубителите на овој вид спортови. Користењето на скејт паркот нема да се наплаќа и нема да има работно време. Меѓутоа, во замесност од потребите од градот Скопје, ќе има и луѓе кои ќе го надгледуваат функционирањето во вечерните часови и во текот на денот. На скејт паркот ќе има и инструктори кои ќе им даваат совети на почетниците. Градските власти сметаат дека оваа локација е најсоодветна во градот Скопје за ваков вид на забава.
По 2 денара од ноќевање ќе плаќаат хотелите за пуштање музика од домашни и странски изведувачи, додека угостителските објекти зависно од површината на локалот, максимум 270 денари. Ова се месечните тарифи утврдени со договорот што денеска го потпиша Сдруженијето за угостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија и македонската музичка индустрија. Освен годинава, овој надомест ќе важи и ретроактивно за 2013 година. Издружнијето и ММИ очекуваат хотелиерите и угостителите да го плаќаат со оглед дека цената е исклучително ниска. Сите членки на Сдруженијето за угостителство се должни да достават податоци колку ноќевања реализирале или колкава е површината на локалите врз основа на што се утврдува цената согласно тарифникот за користење фонограми и снимени изведби. Договорот предвидува локалите со површина од 50 метри квадратни да плаќаат вкупно 90 денари месечен надомест. Оние со површина од 50 до 100 метри квадратни 144 денари, а најголемите со над 100 метри квадратни 270 денари. Угостителите кои не се членки на Сдруженијето при Стопанската комора ќе плаќаат речиси 3 пати повеќе, по 1 евро од бод. Се проценува дека во Македонија има околу 8000 кафетерии, барови, ресторани и локали. Брзите скенери кои ќе бидат ставени во функција во сите министерства и секретаријати ќе овозможат електронска размена и архива на документи во институциите. Станува збор за скенери со брзина на скенирање од 60 листа во минута. Министерот Ивановски истакна дека од 1 јануари 2014 година во системот се креирани вкупно 17315 документи, а низ архивскиот модул поминале 39080 документи. Со набавка на нови брзи скенери за електронска размена и архива на документи во институциите, Министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски ја представи надградбата на проектот Систем за електронско управување со документи, кој е во рамки на проектот Електронска влада. Станува збор за вкупно 23 скенери со брзина на скенирање од 60 листа во минута за потребите на 14 институции. Од 1 јануари 2014 година вакви скенери се поставени во 10 институции и се користат за архивско работење. Во овој период во системот креирани се вкупно 17315 документи, а низ архивскиот модул поминати се 139080 документи. Системот за електронско управување со документи обезбедува брз проток на документи и информации низ деловниот систем. Документација врз чија основа се спроведуваат деловните процеси, унапредување на поединечното и севкупно функционирање на институциите преку стандардизација на работните процеси, повеќе да нема заборавени предмети по фиоките на администрацијата, бидејќи движењето на документите ќе се монтира електронски, а во секој момент одговорното лице може од својот компјутер да следи како се решаваат предметите, кој работи на предметот и дали се почитуваат зададените рокови за изработка на тој предмет. Во овие институции поставена е новата и надградена верзија на софтверското решение, извршена е обука на клучниот кадар за користење на новото решение и веќе од 1 јануари 2014 година во 10 институции системот успешно се спроведува и се користи. Овој систем се користи за архивско работење и за процеси, за задачи кои што произлегуваат од самите институции. Администрацијата на целиот овој систем се врши централно од страна на Министерството за информатичко општество и администрација. Одговорните лица при овој електронски систем кои ги доделуваат задачите, доделуваат и рок во кој што треба таа задача да се реализира. Доколку лицето не ја реализира задачата на време, електронски преку овој систем, преку електронска пошта, се добива повратна порака до оној кој што е задал задачата, а со тоа ќе може одговорниот да реагира и да процени зошто не е постапено според роковите задачите. Со тоа очекуваме дека ќе се убрза постапката за доделување на потребните документи за граѓаните на Република Македонија, а со тоа ќе се подобри и ефикасноста на самата администрација. Министерот Ивановски истакна и дека ќе се продолжи со акциониот план за спроведување на овој систем во уште 10 институции. Завршени се 50 процеси, а уште 35 се во финална фаза. Целта на овој проект е водење на електронска архива во институциите, како и електронска размена на документите, преку подефинирани процеси кои го определуваат текот на документот, вклучително и лицата одговорни за изработка и одобрување на документите. Цената на набавката изнесува 1.520.000 денари и таа е постигната по одржана електронска негативна аукција.
Од 1 јули оваа година тимот на Винер Лајф осигурување доби нов претседател на управниот одбор. Од осигурителната компанија најавуваат дека новиот член ќе биде значајно засилување на управувачката структура. Станува збор за Ѓорѓе Војновиќ, кој доаѓа од Винер Лајф Македонија, со богато искуство од осигурителниот бизнис, од позицијата главен извршен директор на Триглав осигурување АД Скопје. Својата кариера ја започна во Hypo Alpe Adria Leasing, каде 5 години беше член на управниот одбор. Винер животното осигурување е основана од Vienna Insurance Group во 2010 година и за кус временски период се поголем број клиенти се решаваат да ги искористат привилегиите и бенефитите од осигурителните програми на Винер животното осигурување. Вклучувањето кон тимот на Винер Лајф осигурување го гледам како еден предизвик и потенцијал во мојата кариера. Предизвик затоа што компанијата бележи раст, осигурителниот бизнис во животното осигурување бележи раст, а моето присуство во одборот на директори се надевам дека уште повеќе ќе допринесе да се зголеми растот и да очекуваме уште попозитивни резултати. Чест ми е што ќе бидам дел од тимот кој што е составен од одлична екипа, млади едуцирани кадри со голема перспектива пред себе и голем потенцијал пред себе. Објавен е јавниот повик до невработените лица, корисници на социјална парична помош и до работодавачите за субвенционирано вработување на приматели на социјална помош. Корисниците на социјална парична помош може да аплицираат и да искористат можноста и да ги искористат своите способности за да ја обезбедат својата животна екзистенција. Врвен приоритет останува зголемувањето на бројот на работни места и отворање нови, потекнување на вработувањето и обезбедување повеќе шанси за вработување невработени лица, преку спроведување на низа мерки за субвенционирање и овозможување обуки за вештини кои се бараат на пазарот на труд. Субвенцијата ќе изнесува 17.000 денари месечно за 6 месеци, од кои 14.000 денари бруто месечна плата по вработено лице и 3.000 денари месечно за работодавачите за секој вработен во период од првите 6 месеци, наменети за покривање на трошоците за обука и материјали. Работодавачот нема да смее на вработените да им исплаќа плати пониски од обиената субвенција во период од 6 месеци субвенционирано работење и има обврска да ги задржи сите учесници во програмата дополнително 6 месеци по истокот на 6 месеци од периодот на субвенционираното работење. За овој јавен оглас пријави може да се поднесат најдоцна до 24 јули годинава во работните клубови на 30 центри за вработување во Република Македонија. Обуката пак е познат работодавач предвидува подготовка за вработување и трае до 3 месеци. Со обврска работодавачот да вработи најмалку 50% од вклучените лица во обуката. Во 2014 година планирано е да се опфатат 1000 невработени, додека пак буџетот планиран за реализација на оваа мерка е 22.580.000 денари. Град Скопје продолжува со реализација на проектот Бесплатен фитнес за граѓаните на Скопје. Под мотото Вежбаме, здрави сме, со цел подобрување на здравствената состојба на граѓаните на Скопје. Бесплатниот фитнес се реализира во соработка со велнес тренерите од Сдруженијето на граѓани Студио Актива. Редовните термини за вежбање ќе се одржуваат 2 пати во неделата, секоја среда и сабота со почеток од 18 часот и 30 минути на градската плажа парк. Сите заинтересирани граѓани на Скопје во дадените термини бесплатно ќе може да вежбаат фитнес, зумба, аеробик и милитари тренинг на кеот до ракомедарското игралиште на песок при градската плажа парк. Играорци од Република Турција, Хрватска, Северен Кипар и Унгарија со одбрана програма од богатиот фолклорен колорит од овие зими ги воодушевија присутните во Реонскиот парк во општина Ѓорче Петров, каде синоќа дојдоа да го проследат нивниот настап. Овој целовечерен концерт беше проследен од низата концерти кои ги организираше културно-уметничкото друштво Мирчацев од Скопје, а во склоп на меѓународниот студентски фолклорен фестивал на солидарноста, кој се одржува по 35 пат во чест на сите земји кои помогнаа во изградбата на градот Скопје после катастрофалниот земјотрес во далечната 1963 година.
Арсенал го договори трансферот на Алексис Санчес од Барселона за 40 милиони евра, а Новак Џоковиќ по втор пат го освои тенискиот Гренслем Вимбелдон и од денеска е светски рекет број 1. По блокот реклами следуваат спортските вести.